И тука вака од мојата коса ќе земеш малку и ќе префрлиш кај Горас, исто дека седиме. Добро дојдовте во 109-то издание на Комкаст, подкастот во кој што зборуваме за дигитална трансформација. Добро, сега зборуваме за дигитална трансформација, за работи поврзани со нејзе. Инаку Комкаст оригинално е подкаст во кој што зборуваме за медиуми, маркетинг, култура и технологија, нормално. Моето име е Дарко Болдиовски. Ако случајно некој залутал на овој наш Комкаст и не прочитал, видел и така натаму, ова е 109-то издание и оваа серија на епизоди ја работиме заедно во партнерство со А1 Македонија. Компанијата која што има најдобрата мобилна мрежа на територијата на Република Македонија, потврдена со мерењата на АЕК. Во оваа епизода јас се враќам во моето детство, се враќам во спомените и се враќам во сегашницата, односно живеам во сегашноста кога си ги имам предизвиците со моите деца, односно моето дете. Зборуваме за гейминг. Да, гейминг, барем во некоја фаза од животот, секој од нас се почувствувал како геймер, киснал на игри и така натаму, но зборуваме и за сите оние кои што го поминуваат своето време во автобус, воз, авион и така натаму, дремејќи на телефони, играјќи онакви casual игри. Зборуваме со кого друг, ако не со Горас Цветковски, човекот кој што меѓу другото е организатор на Геймфестот, кој што четврти пат оваа година се случуваше пред неполна една недела. Отворивме доста интересни теми, се обидовме малку да продискутираме за влијанието на игрите, за развојот на игрите, за тоа како се прифатени, за тоа колку е голема и важна оваа индустрија и како нормално нели кај нас се развиваат и одвиваат работиве. Се надам дека ќе уживате и дека ќе издржите до крај, затоа што јас и Гораст одвај се обидовме со мака да ја завршиме оваа епизода пред да истече четвртата, седмата, шестата, петата картица наполнета со видеоматеријал. Аз се надам дека нормално не слушате аудио и ќе не слушате и понатаму на Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast и останатите аудио платформи каде што можеби обожавате да ги добивате вашите подкасти. А сега, магично на моето место, ќе се појави дечко без коса. Горас нема потреба некоја посебна најава, јас и во најавата го кажав, ќе го кажам и нема го повторувам тоа. Ако се спомне гейминг, веројатно, нели ако не зборуваме за помладата генерација кај што ги имаме GP и Стефан Атан, за оние кои што подолго време се во приказката, доаѓаш прв на ум ти во нашиот пазар. И затоа токму со тебе, малце и така тазеп, веднаш после, кој поред Геймфест беше? Четврти поред Геймфест. Зборуваме за гейминг индустрија и како таа под наводници се снаоѓа во ова доба на трансформација и на транзиција. Го изгледа вашиот последен ГГМК подкаст и имаше пар моменти на кои што сакав да се закачам како отварање за овој муавет. И ќе се закачам на еден момент кај што вие се ословувавте меѓу себе као нрдови, дека сте субкултура и дека државата требало да помага и дека компаниите требало да помагаат и така натаму. И во истиот момент си помислив, чекаме малце, нели гейминг индустријава беше као поголема од холивудската индустрија. Дали тоа значи дека се уште е субкултура на глобално ниво или тоа само кај нас? Геймингот како гейминг генерира многу пари, многу средства, значи тука нема муавет. Да, геймингот е поголем отколку музичката и порно индустријата во моментов заедно кои ќе се соберат, значи толку тежи. Но гейминг може да се подели прво на неколку сегменти, значи правиме муавет гейминг како геймери кои што седат играат игри, ги интересираат информации, сакаат конзоли, куцаат, седат навечер, значи тоа е знаеш онака геймери. Тука влегува моментот потоа гейм индустрија како гейм девелопинг, односно гейм дизајнери, 3D моделери, 2D цртачи, знаеш, целиот тој продукциски дел за стварање на игри и под гейминг влага веќе и е-спорт како е атлети, како професија од која што може да се заработуваат пари и така натаму и така натаму. Геймингот е многу скапа работа и многу силна работа. Тоа што го зборувавме во емисијата е тоа дека за да се популаризира, не да се популаризира, туку за да се информира во врска со геймингот. Тоа е една ниш појава која што поголемиот дел од, иако таа тежи многу. Тоа е знаеш како да речеш во Америка дека вестите на CNN за, не знам, за војната, не знам каде, се погледани отколку вестите за гейминг. Да, тоа секогаш ќе биде така, заради тоа што секогаш има повеќе луѓе кои што се засегнати од цената на лебот. Ама сепак геймингот е многу голем и многу скуп, но конкретно кај нас и општо тоа е мала гранка од целата држава. Сега кај нас како што се е многу мало, ова е уште помало од најмалото, од волцето.
Така што, како и сите други алтернативни канали кај нас во Македонија, исто и геймингот и поп културата, не знам, субкултурата и така натаму, секогаш тие биле на маргина која што се само пробувале да се само одржуваат. Освен зборам за алтернативни клубови, пошто нели кога е клуб прашање може сам да се одржува, тога не е проблем. И многу интересно затоа што јас не дека него делам ставот дека е субкултура овде, дека сепак е знаеш оставена на некои онака влюбеници да ја туркаат, да ја држат на плеки, да речеме. Ама во исто време ние имаме можеби спорадични инцидентни приказни кои што се итекако успешни. Значи ги имаме први луѓето што работат board games, значи имаме неколку успешни студија или произведувачи на креатори на игри. Постои имаме неколку компании кои што се и вклучувајќи скрос локални, меѓутоа и да речеме подружници на некои големи светски компании кои што работат тука и девелопмент, и дизајн, и маркетинг и секој што е екстремно успешни приказни. Така да, знаеш што, од една страна го имаме моментов на чеке као никој не го SAP геймингов, а од друга страна и на самава држава малтане на општество му носи обрт, му носи профит, му и носи иднина некаква, значи тоа се инциденти што ги зборуваш, не знам, Furious Avocado, Napnog, Small Star Empires, тоа се инциденти кои што се случиле погрешка, односно на среќа. Тоа не е заради тоа што системот вложувал во нешто и гајал култура со години и гајал и правил нешто за овие луѓе да се насочат на тоа. Не, тоа е грешка благодарение што тие сами нашле некаков начин и се погодиле таму. Тоа е исто како музичари, како не знам пејачи, како сликари, значи да речеш дека клавиатурист, не знам, Симон Трпчевски излегол, да, можеш да префрлиш дека тоа било благодарение на неговото школување во Македонија, добри професори и така натаму. Овдека не можеш, ти не можеш да го префрлиш успехот на Furious Avocado дека е заради тоа што Македонија има добра стратегија за game development, дека во школите се учи од 8 оделение, не знам, game design ги учат децата, или дека во средните школи има час по не знам, sound design, или дека на факултетите има многу јак курикулум за кој што се бават со такво. Не. Значи, board game никој не знае дека постои буквално освен тоа community. И тоа е во ред до негде. Но треба да се има оставено е се на онака што се вика на филантропски компании и приватни фирми и исклучително не знам мал број на луѓе кои што благодарение на нешто, дали е тоа нивни личен порив или дали е тоа едноставно заради тоа што порано биле некогаш во таа ситуација или едноставно некоја ситуација како ние што сме во Джиджи кај што сите имаме на страна приходи од друго место, а ова го правиме стварно заради тоа што тука се сведува целата оваа работа. Нема некој по стратешки опфатен систем кој што колку толку ќе го држи ова во рамки. На пример, ако дете од Свети Николе, еве сакса е од таму, така ќе земам Свети Николе, значи. Ако дете од Свети Николе сака му се пројави желба за ретро игри или за било што заради било која причина од татком му се јави. Он не може да дојде во Скопје да види музејче минимално од не знам од 150 квадрати, кај што може да ги види сите итерации на Nintendo, Amiga и така натаму да прочита да види нема. А тоа не значи дека треба тоа музејче да прави да генерира профит. Значи тоа е исто како театарот, ти не можеш од театар да бараш да генерира профит. Тоа е храна духовна која што не може да ја мериш на таз. Тоа исто како им објаснам на фирми кога разговараме нели за спонзорство ваму таму и кога ќе речат ама што добиваме ние од вас. Ја обично викам што добиваш од билбордот. Знаеш ли, имаш ли бројка колку луѓе дошле кај тебе да купат, не знам, миксер, ако го затоа што те виделе на билборд? Немаш. Тоа едноставно е по чувство, по некој маркетиншки искуство кое што го имаш и по, знаеш, како се осеќаш. Ке трнам Америка на страна, нели она не е репер за еден куп работи, голем пазар, многу луѓе и да речеме дека нема логика да се споредуваш во ниеден сегмент со да речеме со тој пазар. Меѓутоа што се случува со помалите пазари? Што се случува со регионалните пазари? Дали геймингот таму е веќе развиен на ниво на индустрија и се гледа како реален дел од пазарот и има да речеме и лиги и играчи, го гледаме сега тоа на по спорт каналиви и слично, каде што се гледа дека има критична маса на публика која што одеднаш можеби ќе почне да станува интересна за еден куп други, не знам, маркетинг буџети или стратегии или било кој друг ме сакаш. Еве сега ти кажам, значи колку е тоа интересно. Лани на Game Fest кој што беше скрос онлайн,
имавме 9000 views по ден, 9009 и нешто на гледачи. Годинава имаме 20 по ден. Тоа е само за една година е 100% рипната бројката. Претходните години беа тука се движеа исто тие се луѓето. Значи само за една година се качила бројката на луѓе што ги интересира геймингот многу. Тоа е многу голема бројка. Ако до пред 4-5 години кога ме прашуваа колкава е комјунитито, гейм комјунитито, ја викав околу што знам, тие 7-8 илјади луѓе кои што пратат, кои што гледат, не. Сега тоа е толку канцерогено расширено, вирално расширено, заради тоа што сите деца знаат што е Fortnite, сите сакаат да играат, знаат што е PlayStation, знаат што е Nintendo Switch, сите ги интересираат. Дополнително за тоа, нели, го добивме Сакса, ги добивме дечкиве што победија годинава на ESF. Така да тоа се, значи, работи кои што го креваат, ја креваат свеста на деца кои што до претходно не биле сигурни дали е тоа добро, дали не е добро, родителите не биле свесни дали тоа треба да се дешава, дали не треба. Така што бројот на луѓе константно се зголемува. Благодарение на Gigi, тоа комјунити е колку толку контаминирано на исто место. Значи луѓе можат да дојдат и да комуницираат и да се најдат меѓу себе, без разлика дали само фанови на игри, дали се гейм девелопери, дали се еспортисти и атлети, значи едноставно ги опфаќа тие работи. И тука е уствари најголемиот бенефит во тоа кога повеќе умови, повеќе луѓе, карактери, нетворкинг, кога ќе го собереш на исто место, тука се случува фузијата. Тоа е најбитното. И затоа е од основно, значи, многу е важно суштината на тоа да се случуваат што повеќе настани кои што се поврзани со овој тип на култура. Значи, зборам за собиранки за стрипови, собиранки за косплеи, комикон тип на фестивали, не знам, собиранки за дизајн на борд геймови. Значи, тоа е еден аспект кој што можеш комотно да си ја храниш младината и да знаеш дека е во една добра насока која што ќе помогне и ментално и физички да се развива. Ако ти направам дигресија, значи имаш веројатно стотици другари кои што од вај чекаат да дое петок вечер да изнаемат негде куќи да се соберат кај некој подрум да играат Sony PlayStation фудбал, да се плескаат. Меѓутоа никој под себе се не се гледаат како геймери, него ни се ентузијасти, да речеме. Така? Гейминг ентузијасти, да речеме. Види, границата тенка е на геймер. Например, јас бев геймер и кога не играв, ама сум геймер и кога сум играл. Затоа што јас, например, кога не играв заради, не знам, икс причини, фамилија, деца, нема време, театар, јас читав многу и се интересирав. И пасијата према геймингот ми беше истата. И ја компензирав со тоа што повеќе се информирав. Така што и тие спаѓаат во геймери, секогаш спаѓаат во геймери. Единствено може да се подели дека имаш атлети кои што се надпреваруваат, да речеме дека се професионалци. Да, значи они одат и играат една игра, но не седи како мене тука па си пушти една игра па друга па да се не да читне, не. Тоа него му е професија, работа, школа, што и да е, и оди да тренира. Тоа е атлета, тоа е спортист како и сите други. Другата страна ги гледаме гейм девелопери, кои што можеби ретко е тоа, ама еве да речеме дека не играат игри, мада не постои гейм девелопер во било кој сегмент кој што не игри. Можеби не игра точно како геймери, но и тие се друг сегмент. Они програмираат, они саунд дизајн прават гейм дизајн пишуваат, не знам, сценарија развиваат, 2D цртаат, знаеш, такви работи, но не седат и не плескаат по 5 сата, например, на вечер. Така се тие три сегменти кои што влагаат под гейминг, ама се драстично диаметрално различни. Супер. И онака планирам да прашам за, нели, кога велиме гейминг индустрија, и сега спомнавме доста сегменти, но ги спомнав и СВК-до. Дали кога ќе кажеме гейминг индустријата е поголема од тоа и тоа заедно, бла бла бла, всушност тука ги имаме предвид сите овие работи, што ги кажам, и ги имаме и игрите на мобилен телефон. Ги имаме оние casual игри кои што као доларче по доларче 0.99. Тоа се викаат hyper casual игри, јас ги зборам игри за во автобус, пошто со едната рака се држиш, само со една треба да играш. И тие игри кои што онака се, знаеш, луфтирање на мозокот, кој што не ти дава буквално дури веќе почнаа да не даваат ни никаков ачивмент. Едноставно ти вика само свајпај, скролај, прај и добиваш некое чувство на поминало времето, нешто си бил активен во моментот. Тие се многу и моментално мислам дека тоа е најголем пазар во свет на зарад, без разлика овие што прават милионски суми игри големи, да. Не, ова е таму е моментално фокусот на игри и на гейминг индустрија, особено овие кај нас што се, не знам, Furious Avocado, не знам, Crazy Labs, бивши Taptail, значи тоа се компании мегаломански, сега е повторно еве ги напнок, повторно се голем број кај нас преку 30 луѓе, значи работат, така што тоа е една
сериозна индустрија која што сите околни, односно поголем дел од околните земји веќе имаат ставено во рейл, во план, во шема, во колосек. Србија имаат мислам студио типот на Ubisoft в канцеларија отворено, Бугарија исто така, знаеш. Добро, кај нас нели во однос на имаме проблем со идентитетот уште, значи не можеме со PlayStation не можеме да се договориме да ни отворат зона само заради тоа што не се сигурни дека нема да се деси нешто повторно со името или дека не знаеме што се случува и се они само се пазат, они не се против, само они не се против самите. Не знам, PayPal проблемот, не знам, EA, односно нема Microsoft Games ни бевме па не скина, не тргна баш заради тие работи, едноставно во една такво лимбо сме сега да не можеме ние да пркнеме, знаеш, и мораме да правиме некои малверзации за да можеме легално да си купиме игра и да изиграме. Ти го памтам видеото од пред некој месец, може да беше, кој што каже, еве вака сега ќе ви кажам како да купувате игри од PlayStation, како ја го правам тоа и очекував онака како баш го проверував 3-4 дена поред да видам колку ќе има прегледи, пошто очекував да биде онака како одскок на каналот твој нов. Нема, тоа е онака едно од 10 прашања што ми стигаат на неделна база. Значи што да правам, купив PlayStation и више не можев. Примав еден документ кој што ми го праќав, ама тоа кога ќе го пратиш 2 листа, знаеш, одма сега дуго е многу комплицирано, а не. Ќе му се јава. И викам чекај сега и направи видевце и за да можат луѓето онака само пишуваат ps.goras.com и директ ги носи таму и више онака сум раат више. И други луѓе што истото го добиваат као прашање, си викаат брат фала ти многу. Ете ми помогна. Супер. Гейминг индустријата ја следиш долго време. Она што би сакал да прашаме на глобално ниво. Дали следиш како се трансформира, како се менува индустријата под влијание на технологии, навики за комуникација, други алатки, други да речеме генерации, уреди, мобилните ги спомнавме сега. Значи интернет брзините, еве ни го тука, нели 5G слично. Сега имавме 3 гигабита интернет од A1 на Gamefest. Тоа се 3 гигабита даунлоад до секунда. Тоа е филм, значи регуларен формат, не знам, 1080p, да го снимеш за 2 секунди. Добро. Значи тоа е супериорност која што во многу држави локални, а мислам дека и на запад е луксуз да се има. Јас од кога знам за себе во Македонија сме имале интернет супер брз и супер достапен и по цени. За разлика кога идеме во Грција, кај што мислам дека очите ќе ми ги скопаат ако побарам интернет у некое кафиче или нешто такво, ние на тоа поле сме сериозно упатени. И тоа е еден од бенефитите кои што го имаме на ова поднебје. Да те вратам на прашањето. Како следиш дека индустријава се менува, значи игрите, понудата во игрите внатре. Значи да речеме кои се тие можеби пресвртни моменти, дали е тоа не знам графички карти, дали е тоа канали за комуникација, дали е тоа нели мултиплеер, ролплеер, VR, AI, што и да е тоа што да речеме успеваш да го исследиш како голема влијание внатре во рамки на игрите. И гейминг индустријата не е имуна на аждерите за пари, за финанси, нели, на тој момент. Така што многу, значи повеќе почна не знам, фирмите, компаниите на игри, креаторите, студијата да прават игри кои што се лесни за дегустација кај луѓе. Значи во моментов преовладуваат игри што се како Fortnite, како Dota. Тоа се значи типови на игри, едната е Battle Royale, другата е MOBA ги викаме. И сега таму се знае дека тој тип на игри многу лесно поминуваат кај млада публика, деца што играле, деца што не играле, возрастни seедно. И голем дел од игрите кои што пробуваат да се наметнат сега ги имаат тој жанр. Но останува и оној друг сегмент, поготово од големите студии кои што сакаат да прават блокбастер игри кои што коштаат милиони долари, во кој што има само наратив, само приказна, добра графика и нормално со секоја конзола наредна графиката е се подобра. Мислам тоа нема потреба да се збори, тоа е веќе имаше пред неколку дена излезе демо за Matrix на PlayStation во кое што комплетно се заменети лицата на Киану и на Кирен Мос од Unreal Engine. Го гледавме пред Да, тоа е онака сулудо колку е добро тоа. Уште имаат проблем со липсингот, односно устите уште не можат, ама мислам дека упрашање се 1-2 години кај што и тоа ќе го доведе до совршенство. И веќе
тоа е алатка која што му ја даваш на човек и он со таа алатка треба да има само идеја и да го направи тоа што сака. Така ги трансформираш дека порано ако требаше да имаш тим за не знам какво предзнаење да треба да програмираш, сега го трансформираш секој човек да е сам студио. Се што му треба е добра идеја, да има желба и да седне и тоа да го почне. И после тоа нормално ќе стигне кај треба да оди. Во тој аспект игрите се повеќе и повеќе се достапни на многу поголем квалитет да можат луѓето да ги прават и се со поголем квалитет. Сега веќе намерно се влегува во оној сегмент на да ги правиме игрите малце ретро, затоа што, знаеш, па све да е топ ноч, све да е со ултра добра графика, не е веќе ни тоа интересно. Исто многу интересен тренд е дека компаниите почнаат да ремастеризираат многу игри. Еден куп игри кои што беа порано познати, они сега ги вадат као за нова конзола, но истиот контент све и се доплаќаат пари. И сега тоа е интересно од две страни. Едниот аспект е тоа дека они таргетираат луѓе носталгичари кои што се на моја возраст, кои што се возрастни, кои што веќе имаат средства да си ги платат тие игри, да ги земат. Од друга страна па таргетираат млади луѓе, деца кои што тек се влезени во геймингот и кои што вреди да ги видат, пошто тоа биле легендарни игри, легендарни приказни, легендарни ликови, франшизи. И е штета тие да завршат таму и не знам да стигне, наместо да стигне 9-ти дел, може на 4-тиот дел да рече дечки правиме ребут или ремастер на GTA, например, трилоджи. И сега, добро, не секогаш е тоа успешно и на почетокот и така натаму, но тоа е исто така многу голем тренд кај што се рециклира веќе совршената формула, да речеме. Тоа што некогаш успеало, сега пробуваат да го рециклираат во сегашни услови, односно со подобар хардвер, нови методи на монетизација, нови начини на комуникација, маркетинг со луѓето и така натаму. Баш тоа ќе те прашав, пошто ако геймплејот е од пред 20 години, ако ти само го ја рекреираш графиката и остана на исто, дали геймплејот тогаш добар може да помине денеска? Да, значи тоа е како не знам, драми од Чехов, драми од Гротовски кои сакаш земји и ќе речат и Горан Стефановски како да е сега за денеска пишувано. Значи многу слично е и тука. Со тоа што многу често прават грешки кај нас мислејќи дека доколку ги апгрейдуваат работите ќе направат подобри работи наместо да ги остават истите. Ама се и тоа е дури, знаеш, секогаш и тоа не идува на нож со две острици, заради тоа што од една страна сакаш кога ќе рече сакам да ми исто, ама сакам да ми е боле. Не може, значи не може ти и таа физика што си ја добил тогаш со тие 13 полигони за нос што му биле како пирамида, да сакаш истата физика и све да е сега со 50 милиони воксели за да изгледа совршено. Значи мора да има некој трейд-оф. И тука сега се паѓа во вако дополнително, знаеш, како што кажав, акционерите бараат како се резултати, бараат бројки и многу игри пропаднаа благодарение на тоа дека едноставно кога они ја пичувале играта на не знам конкретно ќе кажам на City Project Red Cyberpunk. Значи они кога ја пичувале, они пред позади себе има една од најдобрите игри во човештвото што човештвото ги има видено, Witcher. И они кога ја пичувале својата игра на шерхолдерите, тие сите рекле шаком и капом, дечко работи. Арно, ама они рекле ќе ни треба 4 години да направиме. Шерхолдерите стигнале до 6, овие уште не е готова. И 7-та веќе година. Сега не сум сигурен дали се толку години упрашање, ама зборам хипотетички, ги буткаат и овие мора да извадат играта. И сега, благодарение на тоа што они извадија порано играта не беше довршена. Играта имаше многу пари. Играта имаше еден од најниските скорови, а се гледа дека проектот е милиарди потрошени пари. И сега они тек во наредните неколку години ќе треба да се борат со две работи, и со лошиот пиар што го направи играта, и со техничките проблеми што ги играат, што ги имаат. Наместо, условно кажано, да ги остави овие буџаваните да ја доправат играта, за да добијат стварно врхунска добра игра. И тоа многу често се случува веќе со сите ремастери, со големи фирми кои што до сега никогаш не потфрлиле, одеднаш од нигде никаде да извадат недовршен продукт. И се сведе на тоа дека откако почна early access на игри, нели? Еве тие играјте, додека ние ја правиме, ви играјте. Тоа важеше за инди студија, за малку студија, да, за 20 луѓе прават игра, дечки еве ја кажувајте, така ќе поправиме багови, пошто немаме QA тим. Сега станува момент кај што големите огромни корпорации кои што се по 200 по 300 луѓе пуштаат early access игра, ја плаќаш пола цена и он на тебе ја тестира.
И тоа стана исто така еден тренд кој што враќа револт кај геймерите, кај играчите, но едноставно така се наместија, знаеш, коцките. Баш сакам да те поврзам со тоа. Колку денеска под влијание на развој на технологија и со ова што го зборуваше забрзан развој и така натаму, инди студијава, инди игрите можат да бидат, нели, реално глобален успех, наспроти блокбастерите за кои што стојат големи компании, големи маркетинг буџети. Затоа што нели и сам кажеш дека тука се цели машинери со реклами, со промоции, со кампањи и слично направени. Колку еден инди наслов, ако е стварно добар, ако стварно носи нешто реално добро во него, може да исплива на пазарот и да им каже на овие другиве као џабеви буџети, џабеви се. Како и за други професии, како и за, не знам, инди филм, и како и за, не знам, млад глумец, како и за добар нов чевлар кој што дошол во Стара Чаршија, во иста вода се ставени, во ист кош. Така што пазарот за се друго е многу сатуриран, премногу сатуриран, дополнително нели заради тоа што има многу алатки кои што многу лесно можеш да направиш игри. Но без разлика на тоа има па сега и многу платформи на кои што ти можеш да се појавиш за игри. Има многу хакатони, има многу гейм джемови на кои што ти можеш да дојдеш и да учиш, да видиш, да направиш тим, да пласираш игра, идеја која што потоа може да се пролонгира и да проложи во сериозен проект. Мислам дека негде прочитав дека месечно излегуваат по 10.000 инди наслови на Steam или некоја таква работа и тоа е проблема што и дури и тие убави работи се губат во таа какафонија од многу работи, од многу наслови, од многу игри, од многу различни типови. Во прашање е сега тука веќе кога ќе насети некој добра игра, како тоа ќе го направи да малце да исплива на површината, дали е тоа преку некој добар стример да ја поигра малку, дали е тоа да најде некој добар канал за да ја пушти за да се спомне во некој комјунити таа игра. Тука е работата, но моментот дека со една инди игра може да стане голем хит, тоа е апсолутно секојдневно се случува, мислам, и апсолутно има дури и ист број на инди игри кои што се и како успешни или почнале како инди игри, па отишле во една средна класа на AAA наслови, кои што заработуваат сериозни пари и сериозни средства и имаат многу напредок и долг животен век. Така што шансите да успее инди игра во ова време се, мислам дека многу поголеми не само заради тоа што е, не знам, технологијата на тоа време, не, заради тоа што сега хипстерајот е на цена, за разлика од пред 10 години кај што хипстерите или 20 кај што хипстерите беа малце потака као чудни се и осте го чита стрипови, види го, овој носи наочари и јокац, таков, знаеш, начин флипеница. Сега веќе да читаш стрипови, да бидеш субкултура, нели, едуциран, да знаеш суперхерои, мислам, IMDb излезе со листа завчера дека од топ 10 филмови нема драма, нема хорор, се SF. Се SF. Dune, Marvel, DC Comics и така натаму и така натаму. Значи луѓето веќе си ги апсолвираат тие работи како една нормална работа и натаму се оди. Имам уште еден сет на прашања кој што вклучува поп култура, односно мејнстрим култура и влегување во таа гейминг култура. И чадорот на темава ми е метаверс, нели, метаверс, главниот баз збор за овој период од годината и веројатно цела следна. Се на крај излезе па и цела следна година. Пред да седнеме да снимаме, прочитав една вест дека Ралф Лорен својата нова зимска колекција ќе ја промива во Roblox внатре. Да, и тоа се случува веќе премногу често, значи не знам, Adidas има влегува во NFT, влегува во игри, влегува во таму, значи се случуваат разноразни концерти во Fortnite и во еден куп други игри. Дали е ова, да речеме, последното ниво на геймингов е мејнстрим и е тука и као да го зациментираме и сега ние ќе идеме како идиоти да фатиме и ние дел од приказката, пошто закаснивме веќе, или ова е тек почеток на нешто? Јас сум многу воздржан во однос кога станува NFT и криптовалути и блокчейн работи. Јас не верувам толку многу, не сум толку многу упатен за да можам да дискутирам, но според мене тој тип на екзибиционизам, од типот на NFT, купување на, не знам, $150,000, не знам што во NFT и така натаму, ми е се уште момент на
на екзибиционизам, како што кажав, на авантура на веројатно богати луѓе кои што сака да се истестираат. Тој е окей за Ралф Лорен, например, што сака таму да го протне заради тоа што да, он експериментираат сите. Roblox е едно од посетените игри, тоа се милиони играчи дневно. И тоа е многу интересен концепт. Иако звучи многу наивно, тоа е сериозен стратешки потек. Само што он може да си го дозволи тоа, без разлика, после тоа ќе ја бапне колекцијата во некој излог на не знам, у Њу Йорк на Таймс Сквер и таму ќе се оди и ќе се купува. Али да, промоцијата му било нели алтернативен начин да се најде. Некој ќе најде алтернативен начин, лани беше промоција онлайн, не знам, преку VR или преку AR дури веќе почнуваат луѓето. Но тој тип на имплементација на нешто невидливо, кое што го тераш човекот да го плати со видливи работи, со физички и опипливи работи, е еден таков малце чуден момент кој што не секој сака да го прифати, не секој сака да го свати. Се повеќе компании влегуваат во моментот со NFT и со блокчейн технологија и со криптокуренсис и се повеќе држави ги банираат овие работи. Тоа е веќе една битка горе-доле на која што веќе според мене почнем да мислам дека е онака баш убаво сценарио во однос на тоа кој како сака. Малце ми е кладилница ова. Ти купи ги работиве и ќе чекаме до 90 минута да видиме што ќе се случи, дали ќе падне голот или нема да падне голот. Добро, за мене беше фасцинантно уште во World of Warcraft кога се купува нели ајтеми внатре, мечев, ваков, штит, таков, не знам, лик, имаш фарма во Индија и што ќе ти го изгради ликот за не знам колку и после ти ќе си го платиш, ќе си го земеш да го играш и слично. И мојата предпоставка дека, знаеш, овие сите од надвор гледале, чекаме малце сега за скид некаков, кој што го направил таму некој шкилјо дизајнер у Game Studio, у не знам каде, што нема ни име ни бутер. Fortnite наплаќаат не знам колку, $40 и се убиваат од пари правење, а ја, што сум познат дека имам дизајнер, имам се, не можам да наплатам еден исти таков скид. Тоа е веќе на страна со NFT, со криптокуренси. Тоа се in-game goods. И тоа е на ниво на сликички панини. Значи, јас во моје време сум собирал сликички, татко ми или мајка ми викале, не си нормален, што ќе ти користат овие? И сега јас со сличниот муабет му викам на син ми, што ќе ти е тој скин, не ќе ти биде битен, но тоа во моментот е најбитната работа и тоа е најважната работа на светот, да го имаш ексот, да го имаш груд позади, значи тоа е хитот и он сака тоа да го купи и тоа функционира на во многу игри. Едно од работите кои што беше тема на шпекулации, на правна расправа беше тоа што лутбоксесот, односно кутиите кои што се добива, односно пакетчината што се отвара во некои игри, не беа доволно објаснети и се сведоа на коцка. И затоа Европска регулаторна комисија влезе во тоа и мора неколку игри познати големи како Overwatch, како не знам уште кои други, да детално да објаснат колку се шансите да се падне ајтем, кои ајтеми обично се паѓаат, за да не испадне дека луѓето чекаат нешто да падне, а не знаат ни колку чекаат, ни како чекаат. Чекаат или плаќаат? Тоа е, значи, ова е буквално за и кога, значи, ти ја добиваш кутијата и со играње, но за да не играш, за побрзо да ја добиеш, ти ја купуваш. Так. И они не им беше регулирано тоа. И тоа веќе беше, на ниво на коцка. Значи, одиш и удираш, кажи го, тркало на среќата и чекаш да видиш дали ќе изгориш, дали ќе се дуплира влогот. И тоа е сериозна се уште закана за деца кои што едноставно имаат, не знам, пристап до средства и, не знам, пристап до картички и така натаму. Тоа што се случуваше во World of Warcraft, например, конкретно во Diablo, ќе го речем, тоа е нели од истата компанија, они еден момент споија in-game продавница, пошто во World of Warcraft се купува in-game со in-game пари, нема купување од надвор внатре, знаеш, официјално и легално. Во Diablo они го споја тоа едното со другото и им се деси многу големи работи кои што не ги очекуваа. Од типот на девалвација комотно на in-game валутата, односно златото, почна неверојатно да паѓа вредноста заради тоа што се купуваше во долари. Од друга страна па стана таа продавница мета на перење пари, односно трансфери на пари од илегални, овако значи се купува прстенчиња овоно за вистински пари. Тоа преку PayPal си одеше seamless си се повлекува. И ја скинаа после тоа заради такви работи. Тоа што јас како кинез имам направено фарма од 10 другари и давам услуга во која што ти викам, дечко, знам дека сакаш да играш со твоите другари и да играш, знам дека до сега си играл Rogue, ама сега ти е многу филм да играш Warrior.
Не е проблем, дај ми ти мене 10 евра, јас за 3 дена ќе ти го излевелирам со моите другари твојот лик на тоа. И тоа е веќе услуга која што до негде им можам да си оправдам, заради тоа што он не штети на некој. Он можеби мене само уживањето да јас излевелирам, условно кажано, ми го ускратува, ама јас кога сум одлучил дека сакам да играм со другарите на 60 левел, не ми пречи да го дадам. И тука на почетокот беа тие конфликти, демек дали е тоа добро, не е добро, но мислам дека според мене тоа е легитимна работа. Ова другото е не толку. Колку за, ајде пак кажам, вас геймерите, пошто јас себе си не се чувствувам како геймер, пошто прво не играм. Носиш дуксер, значи геймер си готов. Така, да. Тоа е дефиницијата. Ја мислам само урбан лик дека сум. Да. Хипстер урбан хипстер геймер. Ноочар, имам тоа се поклавам. Можам да глумам дека сум геймер комплетно. комплетно. Ти си скрос хипстер, скрос. Значи, сега хајпот е метаверс. Као сите нешто од мејнстрим ниво чуле сега нели Facebook станува 90% разбира што е мета зборот. Имаше една многу добра дефиниција од еден локален медиум, ама тоа ќе ти го пуштам линкот да видиш друг пат. Прашањето ми е, значи, геймериве живеат во тој виртуелен свет и функционираат во тој виртуелен свет со години. Значи, ја ако ќе сакам да направам некака така референца за виртуелен свет, јас кога обучев у теорија за виртуелен свет и почнувавме Dungeons and Dragons, ме сакаш, значи за ролплей замислено и така, значи немаше ни видео, ни ништо, значи технологија нула, само глава. И доаѓаме до денеска во кој што во свет во кој што се случуваат вакви работи, значи развој на ликови, градење на ликови, историја цела таму, пари, инвестиција, значи Fortnite концерти, не знам, Roblox, еве ги Ralph Lauren промоции, свашто. Значи се дешава се и се што. И на геймериве тоа им е секојдневие. И сега одеднаш доаѓа, метаверс, секој биде виртуелно, како гледаат геймериве на тоа? Мислам дека ги заболе уво за тоа, буквално. Тоа се што се збореше, све концепт и се дека ништо не се случи. Беше тоа, се ребрендира, го спомна, покажа како ќе изгледа аватарот, што ќе се случи, ама тоа ништо не ги тангира во моментот заради тоа што апсолутно нема ништо што се смени. Утре да станавме и пак Facebook си каже Facebook и ништо не интересува. Не, добро, тоа беше обид на Facebook да сака да каже јас сакам да бидам дел од приказкава. Тоа е како моментот кога на времето, значи, пази, виртуелни хедсети се правеле, се сеќавам се правеа јас кога бев в средна школа. Значи имаше цели кациги Косачот како во кое што ја ставаш, на пример, не, јас бев во втора година средно и имаше виртуелен хедсет една играчница што викаше 3DFX во Скопјанка. И ние одевме таму за да видиме како тоа изгледа. Значи тоа не е некој концепт тазе сега, не, него тоа од секогаш било. Само што паметните луѓе тогаш рекле, дечки, ова е премногу рано, немаме ние технологија за ова да биде добро и да изгледа како што треба. И го баталија. И долго време немаше ништо. Па пак сега пред 4-5 години, пак се популаризира тој моментот, нели, на VR, кај што се излегува сега HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation, значи кои што направија сериозно добри хедсетови кои што веќе може да играш со голема резолуција, со многу малку процент дека ќе се лоши, ама уште не е таму. Се уште virtual reality не е таму каде што треба да биде за да биде virtual reality кај што ќе седнеш и кај што ќе играш вистински игра. И тоа ќе му треба време. Истото е и со метаверс. Он може да направат аватар кој што ќе можам јас да го контролирам. Ама тоа ќе биде, знаеш, момента кој јас сакам да играм Social Life некоја игра или нешто такво. Мене пак ќе ми биде кеф јас да си изиграм, да речеме, не знам, Counter Strike или ќе ми биде кеф да изиграм, не знам, Last of Us, да ја видам приказната без тој мој аватар келјав што личи на око, него не, сакам да изиграм приказната, книгата која што ми ја напишал авторот, сакам да ја прочитам и да видам како он ја замислувал. Истото и со игрите. Така што дека многу нешто конкретно се смени сега во тој поглед или дека се очекува да се смени, тоа мислам дека не зависи многу од метаверс или од било кој. Него едноставно работите ќе се менуваат како што го замислуваат пазарот, компаниите, девелоперите, студијата кои што го прават тоа. Според мене технолошки сме на многу едно високо ниво. Многу, значи игрите изгледаат неверојатно реалистично. Тука веќе ќе се добие, нели, овој Матрикс моментот што го зборам. Следно кое што веќе ќе треба да се борат компаниите е идеите, приказната, играта, механиката, сторијата што ќе раскажуваат и пакетите кои што ќе ни ги нудат во однос на повеќе игри, помалци игри, предплата ваква, предплата наква, пошто едноставно технолошки веќе нема потреба да се оди негде нагоре. Следен голем чекор е според мене
virtual reality хедсетите, дури не е ни AR, пошто AR е окей, ама тој е гимик за играње. Са не ќе да гледам ја околинава. Јас сакам во играта да гледам играта, ја бегам од околинава за играта. Кога ќе дојде момент кога хедсет ќе биде индивидуална направија, која што ќе се стави на глава и која што нема да ми треба кабел да се поврзам и која што ќе чини како, не знам, скуп маус, например. Многу скап маус, да речеме. Добро, за тој те прашав на почетокот, нели, во моментот на дали игра од пред 20 години, ако има добар геймплей, може да функционира сега. И пак се сведуваме на тоа, дека технологијата е секундарна. Мислам, графиката е секундарна. Ти можеш да кажеш вау и филм со специјални ефекти, да кажеш вау, ама тоа е очигледно им прави пари на индустријата. Сам си кажа, пари, ама моментално ти сам си кажа Dungeons and Dragons, значи тоа се коцки кои што се со 13 бројки на нив и тоа е поаналогно од тоа не може да биде. И тоа е сега исто така возбудливо за група на луѓе да го играат. Ти викаш демек стара игра во нова технологија, демек е добра да се игра. Не, стара игра во стара технологија да ја пуштиш е се уште вредна, значи Супер Марио. Не ти треба тебе редизајн на Супер Марио Кец или Тројка едноставно. Супер Марио Тројка е Супер Марио Тројка. Да, имаш и Одиси и Супер Марио World и такви работи кои што си го носат своето Супер Марио. Ама ти не ти е проблем да седнеш и да изиграш Double Dragon, да изиграш Final Fight, да изиграш Beat'em Up такви од флипери, значи вклучувајќи ги и помладите луѓе. Одноставно можеби на нив не им е интересно тоа толку како, не знам, како Fortnite, заради тоа што таму има другарчиња. Ама има апсолутно занимација која што е плозабл. Да се одам некако да го привршувам моето, иако нема крај, ама нели мора да има некако. Не рековме дека нема бидеме како ние 2 сати, Роган, емисија и слично. 7 епизоди од едно интервју. Ке има други прилики во секој случај. Дефинитивно цело време денеска зборуваме дека искуството на играчот, искуството на корисникот од страна, искуството на нели конзументот се менува под влијание на технологија, под влијание на геймплей различен, под влијание на комуникациски нели алатки кои што внатре во игри, надвор од игри, пошто сега нели имаш еден куп сервиси алатки кои што можете стават во комуникација со тие што играш, без разлика дали играта го има вградено внатре или не и така натаму, за да комуницираш, за да го фатиш сеирот полесно, пошто прво ние сме играле во иста просторија, па се дереш ко будала да те чуе тој. Сега го имаат нели со хедсет с дома и се дерат, си го фаќаат сеирот. Да речеме, ајде да се обидам да кажем последното прашање би било како ова искуство кое го менува корисникот, нели, низ игриве, може да го детектираме дека го тера тој играч, тој корисник да ги смени своите очекувања надвор од игрите. Тоа е, мислам дека тоа е исто како во животот. Кога разговараш со човек и ќе се разочараш од него е заради тоа што ти си очекувал од него да биде искрен према тебе како што ти си према него. Тоа не е така. Ако те сватив добро, значи тебе зборуваме сега за тоа дека во игрите тоа што комуницираме во игри како влијае во комуникацијата надвор, да речеме, да. Кога јас и ти игравме игри на времето, ние немавме чет. Ние немавме комуникација од дома, да речеме. Зборам на моментот кога имаше период кога се одеше по играчници, кога се дружеше. Па дојде период кога добивме дома интернет доволно добар за да играме, но не доволно добар за да комуницираме. Па целата комуникација која што имавме претходно надвор ја се сведе на куцање дома, која што не беше добра. Па потоа дојде нели voice chatот и voice chatот се искористи за многу други работи. Значи има луѓе кои што не се гледаат со години, тука иако живеат во ист град, а се слушаат и прават муабет со пријатели кои што се на 1000 километри од нив. Дополнително на тоа дека голем број од луѓе во моментов живеат и се спријателени со пријатели и се ородени со пријатели баш најдени преку геймингот, преку игрите, преку тој сегмент, преку таа култура, знаеш. Не значи тоа дека ако ние се префрлиме на тоа дека играме од дома и играме преку хедсет, го намалува нивото на социјализација. Баш напротив, мислам дека таа социјализација е веќе достапна и е инстант, многу полесно да запознаеш човек кој што ти одговара и е со сличен сензибилитет во некоја на Дискорд, например, или во игра, отколку тоа да го правиш во кафич или во дискотека, знаеш. Ако одиш ти од човек на човек и му викаш сакаш да играме во дискотека, ќе те направат манијак. А ако доеш тука и пишеш у канал, или ако се издереш у дискотека да се намали музиката и речеш има ли некој за играње, малце ќе те направи ненормален. А ако тука во Дискорд канал напишеш дечки играм
Final Fight кај мене, сака ли некој да се џојне, би ќе се ја пријави некој и тоа потенцијално е веќе нов начин на комуникација. Секогаш има таму нели опасност дека тоа ќе преиде во една навика во која што не ќеш нели да комуницираш во живо, ама како и се друго, ако се дозира добро и ако се балансира, апсолутно бенефитите може само да се видат. Ако јадеш бајадера, премногу бајадери, ако изедеш ќе те фати шекер и ќе се слоши. Иако бајадера е, нели, условно кажам да речеме највкусното чоколадце што ќе го пробаш. Така да и ова. Ако другите сегменти, во однос еве конкретно за сите оние значи втора најпрашувано прашање од возрастни луѓе као син ми или детето премногу игра, не можам да го одвојам. И обично прашањето мое е дали е добар на школа? Да. Дали спортува нешто? Да. Има ли другари? Супер. Па кај е проблемот тогаш со тоа што он игра? Ако тие сегменти 3, социјализација, едукација и спорт, физичко здравје му се склопени како што треба, што те кошта тебе да го оставиш па и да игра по 10 сата, ако све друго е? Кога едното мањка, да, тогаш веќе се расклимува пирамидата и не е добра. Намерно не сакав да ја отварам таа тема, пошто ги делам ставовите и знаеш, не ќам да бркаме демони во нешто што реално нема демони, значи не е проблемот во игрите и не, едноставно имаш. Порано имаше пријатели што се жалеа на моите заради тоа што нивните деца читаа премногу. Знаеш, тоа е исто кој ќе кажеш многу чита, не знам што да правиме со неј за еве, цело време книги и куп. Знаеш, и тоа е реален проблем. Значи тоа е реален проблем како коцка, реален проблем како алкохолизам, како било што друго, значи тоа е реален проблем. Ама како ќе кажеш тоа дека чита, си викаш како па добре да чита, ако ќе кажеш дека премногу игра, тоа е опасно. Не, и двете работи превенираат друга интеракција со луѓе. Гурас, ти благодарам за гостувањето, се бркаме, се договараме многу долго време, ја никако да вклопам во и план и ти и јас да се споиме и да го направиме овој муабет. Знаев дека ќе тешко да го завршиме, ама ќе мораме. Тоа е живот. Обврските чекаат, детето од играчница треба да го земеш. Да, треба да видам до кај му е времето, дали му истекло. Да. Скрин таймот на телефонот. Мојот се воодушеви пред некој ден кога дојдовме на Game Fest и кога му кажав дека јас сум играл Counter Strike на времето и рече супер, значи ја може да инсталирам сега, ти ќе ми даваш као tips and tricks. И викам не. Може да го загаш да изгубиш. Да. Добар ли беше сега? Како да ти кажам? Да. Кај мене, например, бе интересно дека јас сум во тек со тие работи, кој ќе дое син ми, кој ќе ми плесне да ме као нешто, ја да ти објаснам и го верувам че не. Сега викам ја да ти објаснам, кој ќе свати дека ја ги знам терминологијата, тие зборови и као мој овој не е толку лош дечко бе. Ако ми е татко. Инаку фала ти многу за поканата. Јас се сеќавам на твоите први подкасти, пошто прилично одамна почна, баш и ние бевме тогаш со Джиджи прилично тазе и баш си реков шукјур, значи малку тој тип на свест се поткрена и без разлика што тој период почна и други подкасти тие сгасна, ама еве гледаш неколку од тие праисториски антички подкасти се уште се држим. Комкаст е верувал ти или не од 2011 година, почна како 2010 почна како аудио и долго време тераше само аудио и од пред нека 4-5 години направивме нека транзиција на кај видео. Еве сме сега пак назад со видео, ама се трудиме да ги изфорсираме луѓето да слушаат аудио. И да искористам оваа рекламна прилика да си ги кажам своите, како си на 3 cents. Кажи нешто ќе имаше да кажеш, пошто ја ќе спремам одјавата, знаеш. Не, значи да не слушате follow, like, subscribe. Фала ти уште на поканата, секогаш е убаво да се зборува за тема на која што уживаш и со која што си пасиониран и затоа тоа и го зборам на луѓе. Замисли дека темата која што сакаш да ја збориш или филм кој што сакаш да го гледаш трае со сати со твоите пријатели, нема поубаво чувство. Така и почна Джиджи уствари. Луѓе кои што сакаат да зборат за една тема која што нема крај и луѓе кои што се спремни да слушаат таа тема која што нема крај. И уште нема крај. Гурас, ти благодарам. Јас кога веќе нели спомнав процедурално, морам да кажам дека вие, ако досега не сте го направиле тоа, треба да кликнете на subscribe, follow, listen или кој да е копче се наоѓа на плеерот. Што е зелено и што не е стиснато на екранот. Така, ако е сиво е окей. Ако не е сиво, мора да го кликнете за да стане сиво, значи дека UI експертот, user interface експертот решил дека нели вие треба да кликнете на тоа копче за да стане сиво. Слушате на Spotify, слушате на Deezer, слушате на Apple, на Google Podcasts, iTunes и таму како и да им се викаат нивните
Сегде. Тоа, таквите. И нормално може subscribe на YouTube да направите. Јас да се заблагодарам на Гораст и да се заблагодарам на партнерот за овој сериал посветен на дигитална трансформација. Тоа е A1 Македонија, компанијата која што има најдобрата мобилна мрежа во државата. Супериорен оптички интернет. И тоа плюс, значи тоа од искуство. Ама не е само муавет. Значи на вистина, дечки, тој интернет што го добивме онака 2012 година ми излегува мемори с некој пред некој ден на Facebook во Париз на Левеб на конференција. Единствена компанија што се наканила тогаш да им донесе мрежа на организаторите во Сендени, предградија на Париз, во еден онаков саемски хангари, било British Telecom. И им донеле интернет и поставиле мрежа која што у 2012 година била болештија невидена. И еден дел од официјалната програма на самата конференција, вториот ден пред затварање, беше излезе чичкото од British Telecom, што е главниот инженер на целиот проект, да раскаже што све се случувало со мрежата. И раскажа колку уреди имало, како биле поврзани и колку интернет имало. И тогаш знам дека кажуваше дека као стил во моментов за обслужување на оваа конференција имаше интернет колку што ние обично носиме за да обслужиме град од 60.000 жители. И кога ќе укуцаш на спид тест тогаш, ти се отвараше автоматски страница која што викаше "This is too fast for me, I cannot handle", као намерно преземено, и дадоа награда на корисникот, уредот кој што најмногу симнал и го прогласи и излезе дечкото на сцена и значи беше на какао еуфорија, сериозно. Филмовите упознат Торедо, уште корне. А ги предизвика, значи он предизвика, кој ќе направи најмногу на почетокот, на крај ќе има награда. Така да, еве сега години подоцна, многу ми е мило што слушаме вакви искуства. Ти благодарам уште еднаш. 100 пати благодарам, Толку, ајде, мора некако да завршам. Поздрав.